Здраво на сите, имаме многу интересен weekly recap, поготово заради фактот што у еден ден имав отворено 3 свинга overnight и на крају резултатот беше минус $1,400 у еден ден. Главно заради тоа што имаше огромна корекција на берзата. Сега ќе ви покажам како изгледа на Nasdaq. Значи ова е daily candle за петокот, 3,7% корекција, додека S&P имаше 2,2%. Прво, ќе ви покажам анализата на трейдовите, што се случува на вакви денови, која е опасноста, и кои се главните причини за овие корекции според мене и дали се добри или не се добри. Така да ќе почнеме од почеток од главните работи. Што може да видите? У текот на неделата, првите два трейдинг дена одлични, значи плюс $117, плюс $172, после тоа имав минус 450, тука е еден неутрален дел на 0 плюс $25 само и имав отворено 3 swing трейда што ќе ви ги анализирам малце подоцно во видеото. Која беше тука опасност? Значи да речеме дека акаунтот е со големина од $5,000. Ја обично позициите што ги отварам се околу $500. И сега имав 3 свинга отворени по $500. Меѓутоа, тоа е вкупна вредност на отворени позиции $1,500, така ли? Знаете дека обично стоп лосом е некаде минус 20, може до минус 30%. Меѓутоа, овие акции има целата паника беше предизвикана у примаркетот и они веќе отворија со огромен минус, така да тоа што стандарден стоп лос би ми било кога ќе прекрше левел или слично, например ја би излезел на минус 20, минус 30%, што на крајот на $1,500 позиција ќе биде минус 300 до некој минус $500 за сите три трейда. Тука гледате дека X3 е загубата заради тоа што имаше огромен селов и плюс што пошто се опшенс контракти, премиуму се бутне уште толку надоле, пошто е предизвикан од паника и од огромен пат. Сега ќе погледнеме сите трейдови. Значи што имам? ZM имам минус 60%, минус $213. Intel, најголемата позиција што ми беше е минус $500, минус 50%, значи оваа ми е малце поголема позиција. Претходниот ден многу добро изгледаше и искрено не очекував дека вакво нешто може да се случи overnight, ама окей, тоа е лекцијата. И ASTS исто минус $345, значи на овие три заедно некаде 1100, 1200 и после имав неколку трейда неуспешни, поситни, што ми одедо уште минус некои $200-300. И сега главната работа. Кој ми е мајндсетот после ово, нели? Ово ми е, например, pullback од 20% лосу у еден ден на цело портфолио, може и повеќе од тоа, 25% од целото портфолио, што ми е моментално, нели, трейдинг портфолио врз база на кој ги снимам сите овие видеа. Прво, добро е тоа што го немам изгорено целиот акаунт, заради тоа што у вакви ситуации, значи поготово кога ќе ве понесе еуфорија, да речеме претходен месец беше плюс $790, значи успешен месец, можев да влезам сега со поголеми, малце да ме фате еуфорија дека берзата уште ќе оде многу нагоре, дека добро ги фаќам трейдовите и да се ставам у ситуација целиот акаунт да го изгорам на ваков ден. Овие се деновите што ги зборев и од претходното видео дека што треба да се погрижиме да имаме што е можно помали лосови. Дали имав помал лос од што сакав? Не, заради тоа што на некои трейдови оставив им малце време да видам дали ќе се вратат назад поти да уште малце повеќе минус, значи можеби спасил некои 10% на целиот лос што го имав, вместо 1500 да бидат 1350, да речем, или 400 да бидат вместо 1400 да бидат 1200, да речем. Меѓутоа па е тоа голем удар за целиот акаунт. Главната работа,
што одам у наредна недела. Прво ќе си дам најверојатно неколку дена нема да трейдам, за да бидам чил, само ќе ја следам брзата, не значи дека ќе бидам hands off, ќе ја следам, ама нема да трейдам. И друго, ќе се потрудам да дадам максимум да не се ставам у ситуација да правам revenge trading или да се враќам. Ќе видите дека уопште не го ни користам терминот да се вратам. Пример, да се вратам на 4000, да се вратам на 5000 или да го вратам лосо што го имам направено. Не. Немам форсирање, само ќе се потрудам да бидам попредпазив, да правам подобри трейдови. Ќе видиме после и на чартовите, ќе ви кажам што мислам, дали ќе продолжи ова, што би се случувало и која е главната причина. Меѓутоа сакам да знаете на многу важна работа. Гледате, total loss за цел месец, што е само 7 дена, е минус $1500, што е огромно. Trade win само 20%, знаете дека ми обично 50% win. Така да, евентуално, ако добро ги изменаџирам сите работи, ќе стигнам до 50% win rate. Profit фактор ми е многу мал, заради тоа што сум лос, нормално. Win loss ми е окей, 140 на winning trade, 110 на losing trade, меѓутоа имам многу малце wineri, имам само 6 winning trades од 28. Така. Значи сега ви ги поминувам статистиките и кога ги мереме работите, секогаш подобри одлуки можеме да донесеме. Значи што можев да некој викам дека ми беа окей позицијата, на Intel ми беше малце поголема отколку што сакав да биде, така да таму имам доста голем лос, можеше да пола да биде, така да, ама окей, што е направено, не можам да дозволам претходните работи да ми влијаат сега на идните што би ги правил. Важно е, на крајот на годината, net P&L, кога ќе се отвори да биде win. Така може да имаме лоши денови, лоши месеци се, ама со тек на времето да бидеме у добра ситуација. Тоа сега ќе биде буквално психолошка битка, тоа што ви го зборам цело време. Сега ќе отидеме на чартовите, да ви покажам. Значи прво погледнете, значи колкав памп имат направено S&P. Ајде S&P ќе го анализираме у интерес на времето. S&P има направено од ботом у март месец, крај на март. Има направено плюс 21%. Значи има направено recovery од 11% и уште толку на тоа. Значи тоа е огромен памп за целата берза без никаква корекција. Гапови имаме тука. Имавме 2 дена некои окей, мини корекција, овие се по некој 1-1,5% може максимум. Освен тоа, на долг рок ако гледаме, ово е дефинитивно добра работа. Сега, имаме тука многу неретестирани левели. Значи, прво ми е ставено 724. Дека прво тоа е добро да се ретестира, пошто тука има и мал гап. После тоа доле имаме голем гап, ама најверојатно тоа ќе остане за некој bear market да се ретестира, не верувам сега. Не мислам дека е завршен овај bull market, едноставно здраво е за берзата да направи вакви неколку корекции. Значи, важно ни е на нас технички да гледаме левелите дека не се. 724 тука, дека нема ретестирано, ово го имаме ретестирано, и дури и healthy pullback било да дојде до 700. 700-695. Сега, дали ќе го имаме тоа сега или нема да го имаме? Ја барем би сакал веќе ако праве ваков, барем да го допре 725 левел за да го пополниме овај први гап, па после да си продолжи нагоре берзата. Причината, првично, како ја гледаме, заради заради тоа што и требаше да има корекција. Друга работа. Имаме тука невработеноста остана според очекувањата како што треба. Имаме малце повисока инфлација од очекувањата. Дефинитивно, кога ги гледаме економските фактори, дефинитивно како пресметано е дека нема да има rate cuts, дури има страв дека може да има rate hikes. Не верувам дека ќе се случи тоа да ги зголемат каматните стапки, уште не се стигнале таму дека што се тргнати да го направат тоа, треба да се принтат пари, да не навлегувам тука у целата економија на Америка како функционира и нивната ликвидност. Меѓутоа имат кредити за сервисирање, не мислам дека од вакви некои мали паники ќе се доведат у ситуација да ја повлечат рачката да ги покачат каматните стапки. Не го мислам тоа.
Како може тоа да се одрази на берзата и што се другите главни причини? Прво, имаме две огромни IPO, најголемите IPO, иницијални јавни понуди што некогаш се имаат случајно на берзата. Тоа е SpaceX и Anthropic. Од некаде пари мора да дојдат. Значи погледнете на овие акции, погледнете AMD, погледнете ги Micron, Now, SanDisk, Nebius, па и сите други. Значи имат направено толку големи растови што едноставно веќе тие инвеститори што се порано влезени има момент да си земат профит и одат у друг сектор. Имате тука и знаете дневните анализи што ви ги пуштам. Ви покажува кои сектори се јаки у моментот, како се релоцират. Едноставно имаме толку динамична берза у последно време. Оде од пример софтвер сектор, пример претходно Microsoft и Palantir не мрда. После тоа дојдоа инвеститори у тие софтвер, SaaS сектора и почнаа тие компании да пукат. После тоа се враќаат на друго место, па одат у енергија, Excel и па одат после па у злато. Значи многу е динамично и сега значи на камбек после кога се направи профит, едноставно има интересни работи што би се случувале во иднина. Па средствата се тие и луѓето кратат за да одат у нешто подобро, дека што мислат дека ќе остварат профит. Гледате сега, биткоин паѓа моментално, влечат профити од таму, влечат профити од технолошки компании. Кај Max 7 немаме некои огромни, да речеме, профити дека се имат направено за оваа година. Ама гледате, Трамп излезе па вика, мислам дека треба да инвестираме у AI компании, така да може сега тоа ќе биде ход сектор. На нас што ни е важно? Сега го фаќа малце дело и за инвестиции. Значи важно е да препознаеме добри компании и долгорочно да инвестираме во нив, а за day трейдинг ни е важно кој сектор е ход и да не бидеме преизложени. Замислете сега, јас сум бил 30% од портфолиото у swing trades влезено во еден момент. Замислете да сум бил 70% влезен. Значи ќе било многу покрво, ќе сум го изгубил скоро целиот акаунт у ваква ситуација. Така да мораме да бидеме спремни. Лани во октомври исто имавме многу јак месец, у ноември се случи нешто многу слично на оваа работа. Така да секогаш имајте го тоа упредит. Важно е у кој сектор ќе влезат инвеститорите. Пример сега некој наредната недела може некој друг ќе биде ход сектор, може и целата берза ќе паѓа, некој сектор ќе биде окей. Значи обично енергетски сектор добро функционира, ама сега па и нафтата паѓа, така да нема никаква логика, ама некогаш и не ни треба да има логика. Не е должна берзата на нас да ни е логична. Она си го прави тоа што си го прави. Така да, многу важно. IPO-то на за 5 дена IPO-то на SpaceX, после тоа имаме Anthropic. Ќе видиме што ќе се случува и како ќе продолжи целата работа. Не мислам дека е крајот на булрано, мислам дека со многу повисок пулс ќе се заврши 2026 година. Така да сум булиш, меѓутоа за day trading е важно нели да бидеме и со микротрендот да го следиме. Дали оваа недела е добро за колс или за пуц, така да ќе пробам да се адаптирам после паузата од неколку денови. А сега ќе отидеме на само да ги најдам ASTS например. Ќе ви покажам која е причината заради која имав отворено 3. Погледнете колку убав bullflag има, например, тука ќе оставам сега на full screen. Ви дам еден пример. Значи bullflag ми е многу интересен сетап за swings и обично влегувам пред да направи breakout од bullflag. Сега, тоа е ризико па. Гледате, кој може да биде у целата работа. И тоа. Четврток. Средата или четврток го имав отворено, можно и средата да го имав отворено. Значи погледнете тука на 4 сати. Погледнете каков имаме тука холд, многу убав. Имавме тука у pre-market четвртокот исто убав холд на 101 левел и никако не дозволува. Значи оваа ми беше зоната што ме интересираше да биде задржана, иако отворив малце погоре. Значи тука не
беше тука отвори. Сега, погледнете, тука шубаво почна да се искачува. Многу беше логично од тука да направи breakout, ама не секогаш го прави истото. И сега тука кога задржа, ми си ги забележав 104, 106 левел. 104, 106 тука. Дека сакам да држа како средата што имаше затворен. За потенцијален breakout, што сакам? Значи сакам тука како што направи обид, гледате, не успеа. Прати нас. Да направи breakout, значи еден сквиз над тука на 111, 113, најмалку до тука 118.6 би отидело или 123.5, зависно од колку контракти имаме. На контракти со истек на 18 јуни тој е многу солиден профит. Претходната недела имавме Nvidia, Palantir и не се сеќавам која беше друга на сите, значи и Amazon 30, 40, 50%, 70% имавме еден трейд исто така што се објавени у Discord. Така да сакам да знаете што ми е у главата кога отварам некој трейд. Значи што прави? Гледам дека консолидира, има bull flag, покажува волумен. Тука мислам дека се отвори. Тука кога се држа 104, 106. Значи брейк и ретест само на поголем, ова е на 15 минути сега. На поголем таймфрейм. Значи брейк ретест тука некаде беше. Гледате 106-ката. И веќе тука бевме плюс 20%, имам и ставено на Discord дека е плюс 20. Ево. Плюс 20% и ASTS на 4.6 у 7.34. 4.6 еве го, 4.6 7.34 е 13.34, значи тука некаде на пола кога е бил. После оваа свеќе, оваа заврши у 14, 13.34, е тука некаде може на пола, значи 20-30% веќе имаме направено. И то не мислев дека е доволен профит и го оставив. Тоа беше тоа у трейду со ASTS. Друг трейд што го имавме, Intel. Што прави? Intel има вставено првично 113 да држе и грешката ми е што си го поместив, погледнете 113-ката. Еден, значи support, resistance, support, resistance. Многу битен лево. Сега, што ми беше грешката кај Intel, што ме скапо кошта сега заради тоа што најголем лос ми беше на целиот трейд. Кај Intel исто breakout, гледате? Значи тука е под оваа зона, под 113, дека што претходно има одбиено, гледате? Оваа свеќе, тука имаме одбиено претходно. И сега у pre-market има breakout на тоа. Има пушта retest, веќе bull flag прави тука. Ова прв bull flag, па втор bull flag, малце комплицирано исцртано, меѓутоа на 1 саат добро ќе беше оваа да беше зелена свеќе. Не беше зелена, ама некојаш по-ризично влегувам. Тоа е таков мислил. И после тоа уште една и веќе се одбива надолу. Што беше целата проблематика? 113 ми беше hold level. Добро, 113 112 некаде, така ли? Значи зона, еве тука да речем 112. У моментот кога тука изгледа како да задржува, гледате, бодито е баш тука, држе EMA Cloud и слични работи. После тоа, overnight, паѓаме, тука го држам трейдер, паѓаме доле, па покажува борба, почнува нагоре, викам, окей, something is cooking, ќе имаме breakout на флегу. И тоа не излезе баш така. Тука точно кога одби од 113, но гледате дека тоа на крајот берза. 113, 112. Уште еден сигнал дека
не го почитува левелот како уствари не го претвара у сапорт што сакав да биде, туку му е rejection или му е плафон. И сега тука добро ќе беше да намалам позиција или нешто слично, ама уште трае борбата, знаете, тука вака сега ако не ја гледаме десната страна, оваа страна ако не ја гледаме, тука е многу веројатно окей ќе ретестира тука, ќе се пак ќе продолжи нагоре како што се има фатено аптренд. Никој не е очекувал дека ќе имаме од моментот кога затвара тука, значи ни отвара тука. Значи со минус 6% ми отвара. Оставаме на свеќе. Втората одбива тука и оваа кога беше црвена тука излезе веќе пошто немаше никаква поента. После hard sell off тука на оваа црвена свеќе. После тоа пример да помине 1 сат и после да биде на истото ниво ќе биде контрактот повеќе вреден отколку првичниот пуш надоле, заради тоа што страво уште толку го бута премиум надоле. После тоа малце се амортизира и тука може да е малце подобро од првичниот селов кога би продадил. Така да чисто да знаете која е причината и кој ми е мајндсетот и со swing трейдовите што сум мислил, што сум правил, значи тука окей изгледаше четвртоко со мал аларм дека 113-ката му е rejection, ама некој берзата е тука да не подсети на вакви работи дека окей, држиш свингава, може да се случи ваква некоја работа и да падне надолу. Него исто така имаше економик дата за невработеност и инфлацијата се најклучните економски информации што излават за америчката берза, така да и тоа може да ми е посетник дека треба повеќе да внимавам кога држам свингови, ако кога има вакви информации у примаркет што може да направат огромни движења на берза. Така да ова е на кратко резиме за целата недела. Продолжуваме наредната, ако не трейдам една ќе скокнам, пак имаме понаредната. И тоа е моето видување. Тоа е се што имам направено оваа недела. Имам и многу добри трейдови, меѓутоа тие двата зелени денови, меѓутоа сметам дека од грешките многу повеќе се учи, така да сакав ово да го споделам со вас и надевам се дека на вас ќе ви помогне да не ги правите моите грешки или да ги правите у помала мера и да научите нешто повеќе. Така да, фала ви на сите за поддршката и вниманието и се гледаме у наредно видео.